Чека. Денеска или овие денови секојдневно, иако целиот процес започна многу одамна, се отвараат нови вистини за тоа како оваа власт останувала овие 10 години. Тие доаѓаат до бездната во која што нема бегање, во која што мора да се признае и мора да стигнат до моментот кога правдата ќе ги стигне сите и кои што ќе мора да одговараат за тоа што се случувало во сите овие 10 години. Ако гледате, драги пријатели, за да се префрли темата на нешто друго, овие денови ја користат Државниот завод за статистика. Ако ги гледате овие 2 дена, ни самите тие, ниту Груевски, ниту Ставлевски, ниту денес техничкиот премиер, не веруваат во тоа што го зборуваат. Тие самите приметуваат дека се лажат и самите себе си и се обидуваат да ни стават розови на очари за она што секојдневно ние го гледаме како реалност. Последната бројка, или последното нешто на што се фаќаат сега, за да дефокусираат цела своја приказна од тоа колку се навлезени во криминал, колку тој криминал доаѓа на виделина из институциите преку специјалното јавно обвинителство и судството како што е до сега. За да ја прикријат тоа, излегуваат со небулозни бројки. Излегуваат со нешто што се вели дека имаме историски најмала невработеност. Дека во овој период се зголемил бројот на вработените од преку 20.000 луѓе. Драги пријатели, вие секојдневно се надевам шетате низ оваа држава, низ вашите населени места и знаете дали е тоа така. Во целото своје лудило во кое што бараат од Државниот завод за статистика да излече ваква бројка. Тие забораваат паралелно со тоа да ги намонтираат и другите бројки. И не треба никој нешто посебно да знае економија. Само ќе ви го кажам следно. За да намалите невработеноста толку или слично, околу 20.000 како што тие велат, или за 3% во една година, единствено можно е да имате инвестиции. Само инвестициите се нешто со кое што вие може да приберете и луѓето да бидат вработени. Во истиот период, Државниот завод за статистика, драги пријатели, кажува дека растот на инвестиции за минатата година е 0 или 0,1. Ако имате раст на инвестиции од 0,1, како сте намалени невработеноста за 3%? Или друга небулоза, во брзањето кое што е направиле за да се испорача оваа институција ваков податок. Во истиот период кога се вели дека се намалена невработеноста, намалена е земјоделското производство. И тоа не само да е исто како минатата година, туку имате пат на земјоделското производство. Во истиот период имате пат на индустријското производство и така натаму. Ако се запрашате, тоа се апсолутно економски нелогични појави. Вистината е друга. Вистината е дека се побара и оваа институција, како и сите окупирани институции во овој момент, да излаже со оваков податок, за да може да се дефокусира јавноста и преку нивните медиуми да ги лажат луѓето. Драги пријатели, лага е сето она што ви го чуете во овој период како економски успех. Ситуацијата е сосема подруга, состојбата во економијата е изворено тешка. И затоа една од нашите точки на кои што најмногу ќе посветиме овој период до изборите ќе биде економијата, во кој што ќе кажеме дека прво и основно е најважно да секој денар од буџетот биде транспарентно, дека ќе мора да кажеме сегде каде се средствата потрошени, дека ќе се обидеме, односно сигурно ќе успееме да најмалку 20 милиони евра месечно ги вложиме во домашните компании. Домашните компании, драги пријатели, се оние кои што може да дигнат економијата и може да абсорбираат вработување.